Јавноста и политичките партии поделени за тоа дали породилното боледување треба да се зголеми од 9 на 12 месеци за едно дете, односно 12 на 18 месеци за близнаци. Оние што се за иницијативата сметаат дека подолго трудничко отсуство е во интерес на психофизичкото здравје на бебињата, на мајките, но и на работодавците, бидејќи од работнички кои често отсуствуваат заради болест на нивните бебиња, тие не може да очекуваат продуктивност на работата. Оние кои се против иницијативата се став дека продолжувањето на породилното отсуство негативно ќе се одрази на кариерата на мајката. Битолчани, барем оние кои денеска ги анкетиравме, со поддршка за иницијативата за продолжување на породилното отсуство. Да, треба и неопходно е, затоа што секое дете треба да седи со мајката да порасне додека може, мислам. И сум за тоа 3 години да се продолжи. Јас мислам дека треба да се зголеми, нормално за мајките е добро, за младите брачни парови, али сега колку допуштат другите услови на фирмите, што треба тоа да го прават, не знам. Нека биде продолжено. Мислам дека ќе биде поарно за мајките и за дечината. Треба да биде продолжено? Да, треба. Би сакала да се прифати иницијативата затоа што им треба на младите. И ако сакаме да имаме повеќе деца и наталитет поголем. Инаку, Собранието на Република Македонија на петата седница го заврши претресот за граѓанската иницијатива на 217 граѓани за донесување закон за измени на законот за работните односи со која се бара продолжување на породилното боледување од 9 на 18 месеци. Гласањето за оваа точка, како што најави председателот на Собранието Тала Џафери, ќе биде на продолжението на седницата следниот четврток. Пратениците треба да се изјаснат за предлог заклучокот дека иницијативата не е уредна. Пред завршувањето на претресот пратеникот Илија Димовски од ВМРО ДПМНЕ рече дека нема да присуствуваат на гласањето за да се овозможело парламентарното мнозинство уште еднаш да размисли и да ја поддржи иницијативата. Пратениците од опозицијската ВМРО ДПМНЕ во текот на расправата наведоа дека иницијативата е уредна и дека треба да се поддржи. Обвинија дека нејзиното неприфаќање од страна на пратениците од парламентарното мнозинство покажува дека не ги исполнуваат ветувањата кон граѓаните. За пратениците од власта ставовите на ВМРО ДПМНЕ се популистички. Иницијативата од формално правен аспект е погрешна и законот што е наведен во неа не постои. Порачаа дека ако од опозицијската партија сакале да помогнат на оваа категорија граѓани, тоа можеле да го направат додека биле на власт.